Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани присутни, домаќини, мене ми е навистина драго што денеска сме во една компанија која што може да се каже дека од разговорот со домаќините дека повеќе од 10% се млади лица до 23 години. И тоа укажува дека компаниите навистина растат ако имаат повеќе млади лица во своите компании. Но кога дискутираме па со младото население дали сакаат да се вклучат во производство, тука дилемите се на некој начин појасни дека подобро би одбрале друга работа отколку производство. Но тоа мора да се промени. Економијата се движи преку вакви компании кои што се домашни, кои што се силни и кои што на младите лица им нудат квалитетен живот. И токму затоа ние како влада, посебна почит кон премиерот Заев, но исто така и Агенцијата за вработување, навистина се трудиме преку оперативните мерки за вработување, а овој пат и со посебен закон, да инвестираме во младите, да се тие преквалификуваат, доквалификуваат и да се вклучат во реалната економија. И тоа го видовме низ пракса дека навистина одлична сума на финансиски средства се вложуваше во оперативните мерки и дава резултати. Но со овој закон директно сакаме да ги поттикнеме младите дека освен што ќе добијат платата во компанијата, дека државата се грижи да тие останат тука и да продолжат да се развиваат како млад потенцијал и ќе добиваат 3000 денари. Овој закон засега има траење од 3 години и се однесува за млади до 23 години. Но ако оваа мерка даде резултати и ако ние навистина ги стимулираме младите веднаш по средното образование да се вклучат во производство и тука да ја градат својата кариера и да растат, па понатаму и на факултет да се вклучат, но при тоа и да работат, навистина за нас ќе биде поттик да продолжиме со оваа мерка и да изнаоѓаме вакви креативни решенија заедно со работодавачите, за да може да ги поттикнеме младите да останат во нашата држава и да продолжат да работат во реалниот сектор. Благодарам.